Јас ви се јавив пред некој ден. Носам тоа што ви кажав. Го растргнале волци. Паднал во јама што ја ископале србите. Ама имало и некои наши копачи. Јамата била полна со волци, прегладнети и немал никакви шанси. 1919. Версај, Франција. По завршувањето на Првата светска војна во 1918 година и одржаната мировна конференција во Версај 1919 година, македонското прашање останало едно од последните нерешени државни и национални прашања на Балканот и во Европа. По создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците на 1 декември 1918 година, најголемиот дел од територијата на денешна Република Македонија влегува во рамките на тоа новосоздадено кралство. Со одредбите на Неискиот мировен договор од ноември 1919 година била направена една корекција на границите со тоа што Струмичката област од Бугарија влегува во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците. Новите граници во повоена Европа, наместо мир, предизвикале конфликти и непријателства кои представувале постојана закана од војна. Секој од балканските држави, кралството на србите, хрватите и словенците, Бугарија и Грција се обидувале на прашањето да му дадат српски, бугарски, односно грчки карактер. Всушност, нивните сфери на влијанија се прекршувале токму на територијата на Македонија и границите што биле исцртани на Версајската мировна конференција всушност не го решиле проблемот, туку мултиплицирале нови проблеми поврзани со решавањето на македонското прашање. На Балканот, големите светски сили со мали територијални промени ја верификувале поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор од 1913 година. Македонското прашање останало како едно од последните нерешени државни, национални и малцински прашања во Европа. Положбата на македонскиот народ по подпишувањето на мировните договори во Париз и формирањето на државата кралство на србите, хрватите и словенците не била променета во однос на национално признавање, во однос на признавање на посебни права како посебен народ. Иако такви пројави македонскиот народ во текот на претходните блиски периоди на Балканските војни, Првата светска војна, со гласни извици, пишувања до конференцијата, до Југословенскиот одбор, кој што фактички ја изнел целата мисија на југословенската делегација во Париз при формирањето на кралството на србите, хрватите и словенците и водена од политиката за непризнавање на македонска национална посебност се дошло до таа државна творба во која македонците немале речиси никакви права во однос на изјаснување и прикажување на своите национални чувства. Владата во Софија, поради фактот што Бугарија била на страната на поразените држави во Првата светска војна, не смеела да покажува отворени ревизионистички погледи во поглед на другите делови на Македонија и затоа пред меѓународните фактори застапувала став дека македонците во Македонија под српска и грчка власт се наводно бугарско национално малцинство. Првиот чекор што го превзела бугарската држава бил така наречената доброволна размена на население помеѓу владите на Бугарија и Грција согласно одредбите на Неискиот мировен договор од 1919 година. Секако македонското прашање ги оптоварувало и односите помеѓу Бугарија и помеѓу Грција. Прв момент кој што треба да се истакне секако е Неискиот мировен договор за така наречена доброволна размена во наводници. Тоа доброволна
на население помеѓу Бугарија и помеѓу Грција. Од територијата на Бугарија се обврзала согласно тој договор да го исели целото патриаршиско население кое што го прогласила за грчко. Од друга страна, грчката држава се обврзала дека од својата територија ќе го исели речиси целото екзархиско население, но во главном тоа екзархиско население било македонско по националност. Кога македонците во услови на една дезориентираност, немање на матица, односно корпус, јадро, каде што ќе се задржат, каде што ќе се свртат, под разни влијанија, пропаганди за да си го зачуват животот, бидејќи во главно мерка на оние што останувале, не сакале да бегаат или да заминат, не била многу добра судбина која што се предвидувала, а најчесто се губели сопствениот живот и животот на своите најблиски, така што имаме во стотици илјади македонци пребегани од етничка територија, географска територија на Македонија и во Бугарија и во другите земји, и имаме и покрај македонското население во голем обем страда и муслиманското население кое што се на некој начин прави размена на население помеѓу Турција и Грција, и речиси во континуитет од ова време од 20-тите години на 20-тиот век па до денес во однос на етничката структура, на присуството на македонците на овие автохтони територии каде што ги населувале со векови е намалено во доста голем обем, што ќе се одрази подоцна и на стратегијата и на можностите да се влијае од родните краишта, ќе донесе на голема неправда и жалост и состојба на едно чувство на постојано враќање на голем број македонци, ако на кои што им се забранувало, им се забранува да ги посетуваат своите родни огништа. Што се однесува до трајното губење на право на земјата и останатиот имот. Тоа го уредувал членот 9, кој правно ја верификувал тенденцијата пред се на Грција, македонците во иднина никогаш да не можат да го постават на дневен ред евентуалното враќање на имотите во Егејска Македонија. Член 9, меѓу другото, потенцирал: Мешовитата комисија ќе има задача да го надгледува и олеснува доброволното иселување предвидено со оваа конвенција и да ги ликвидира недвижните имоти на иселениците. Таа ќе го одреди начинот на иселувањето и на ликвидирањето на недвижните имоти. Со тоа, владата во Атина започнала нова фаза во етничкото чистење на Егејска Македонија. Од друга страна, бугарските државни фактори го искористиле Нејскиот мировен договор на македонците кои се иселиле од Егејска Македонија во Бугарија да им одредат наводно бугарско етничко потекло и бугарска националност. Многу значајно да се спомене тоа дека владата на Стамболиски во дипломатските преговори со владата на кралството на СХС постојано се обидувала да најде некоја формула за решавање на македонското прашање што ќе ја задоволи српската страна. Така биле неколку пати тој праќал искусни дипломати во Белград да разговараат, лично и тој одел да разговара со председателот на владата на кралството на СХС, со министерот за надворешни работи, и во сите тие своји настапи тој велел дека нема ништо против да се забрани ВМРО, нема ништо против на македонското прашање да се затвори, но за тоа сметал дека најодговорно ќе биде кралството на србите, хрватите и словенците. Едноставно се обидел да се огради од македонското прашање. Сушност, и ВМРО и останатите македонски организации кои го актуализирале македонското прашање биле главната пречка за подобрување на односите помеѓу кралството на СХС и Бугарија. И фактички македонското прашање влегувало после овој договор во една нова фаза. Таа фаза се заканувала да предизвика војна на Балканот со несогледливи последици. Не само што не била забранета организацијата ВМРО и не само што не била
укината таа како организација, туку напротив Тодор Александров како водач на оваа организација наредил уште посилно да се интензивираат комитските акции во Македонија под српска власт, но и Пиринска Македонија си ја претворил во своја организациона база. Дури српските разузнавачки служби мелувале да наречат дека Пиринска Македонија била претворена во вистинска комитска република над која што бугарската држава немала воопшто никаква контрола. Интензитетот на македонското прашање помеѓу овие две држави исто така било обременувани со големиот број на атентати кои што ги вршеле ВМРО и во Вардарскиот дел на Македонија, но и во Пиринска Македонија под бугарска власт. Во тоа време имало доста инциденти на границата меѓу Пиринска и Вардарска Македонија. Едната под бугарска, другата под српска власт. Четите на ВМРО постојано преоѓале од едната на другата страна. Имало атентати, убиства, напади. Разузнавачите на СХС јавувале дека ВМРО подготвува востание. И така, македонското прашање повторно станува приоритет во односите меѓу Бугарија и Србија. Владите на Белград и на Софија се обвинувале меѓу себе за односот кон Македонија и македонското прашање. Организирале дипломатски средби, си праќале депеши, протестни ноти. Дури се заканувале и дека потполно ќе ги прекинат дипломатските односи. Владата на СХС се заканувала дека ќе испрати војска и жандармерија во оние делови на Пиринска Македонија кои тие ги сметале за бази на ВМРО. Каде ќе затвориш граница? Не дека немало обиди. Имало. Имало е и тоа многу обиди за затворање на границата. Дури и такви кои човечкиот ум тешко дека може да ги замисли, а камо ли да ги измисли. Тука започнуваат маките на дедоти. Всушност тоа било плод на долгогодишни, скоро 4-годишни разговори и преговори на двете влади и тие воедно се согласиле дека треба да потпишат меѓудржавен договор во кој што меѓу другото се предвидувало дека Бугарија ќе се обврзи да ја забрани организацијата ВМРО и да ја обезбеди посилно тогашната српско-бугарска граница во делот кон Македонија, а од друга страна пак и Србија се обврзувала дека нема толку да ја притиска владата во Софија доколку се случи оваа работа. Преговорите се воделе во напната атмосфера која била создадена како резултат на обвинувањата на Лазич дека бугарската држава немала контрола врз Пиринска Македонија под бугарска власт, од каде навлегувале четите на ВМРО, поради што шефот на државната безбедност на кралството, дури тој дел од Бугарија го нарекол вистинска комитска република. На ваквите обвинувања, бугарската делегација се бранела со тезите дека официјална Софија не ги поддржувала четите на организацијата, но дека тие се наоѓале во Македонија под српска власт, каде според нив се наоѓале причините за нерешеното македонско прашање. Српската влада сметала дека овој пакт представува камен темелник за идните пријателски односи меѓу Србија и Бугарија. Но бугарската влада се сомневала во овој договор, зашто некои видни политички кругови сметале дека без решение за македонското прашање не може да има едно трајно и суштинско пријателство. Но како минувале годините, не само што не се случувало тоа, туку македонското прашање се повеќе ги обременувало односите помеѓу овие две држави. И по падот на Стамболиски новата бугарска влада се обидувала исто така да ги нормализира односите со владата во Белград, но прашање број 1 било прашањето на Македонија. Напоредно со договорите околу македонското прашање со Бугарија, кралството на СХС, односно Србија,
била заинтересирана да си обезбеди и добри позиции за излез на Егејското море преку разговори и преговори со Грција. Ако бугарската држава пред меѓународните фактори пред се друштвото на народите се обидувала македонците надвор од Бугарија да ги представи како наводно бугарско национално малцинство, тогаш Србија како составен дел на истоименото кралство се обидувала да си обезбеди слични позиции во Егејска Македонија под грчка власт. Најпрвин, официјален Белград се обидувал да си обезбеди база за такво дејствување, а како најпогодна можност било склучувањето на договор со Грција, кој под плаштот на економската содржина требало подоцна да обезбеди основни позиции за дејствување и на српската пропаганда помеѓу македонците во Грција. Планот и целта за дејствување на кралството на СХС бил градот Солун, економски и политички центар на етногеографска Македонија со векови наназад. Врз основа на преговорите и традиционалното српско-грчко пријателство во мај 1923 година бил склучен договор помеѓу кралството на СХС и Грција за создавање на слободна српска економска и трговска зона во градот Солун. Владата во Атина дозволила Србија, односно кралството на СХС, да има големи концесии на пристаништето во Солун. Солун, кој што е економски, културен, трговски центар на етногеографската територија на Македонија. Кралството на СХС имало големи привилегии. Всушност, преку Солунското пристаниште, кралството на СХС де факто излегувала на Егејското море. Првин, владата на кралството на СХС не плаќала воопшто никакви даноци. Нивната стока била неоданочена и слободно можела без царина да помине од Солунското пристаниште и преку возови да се транспортира на нејзина државна територија. Тука имало слободни економски зони, кои што исто така не биле оданочени. Железничката пруга Солун-Гевгелија исто така била неоданочена. Значи, огромни привилегии кои што и биле давани. Тоа не е случајно затоа што колку и да била далеку и да не можела територијално да излезе на Егејско море, за секогаш останувале тежненијата на српската политика за излез на Егејското море. И тоа, можеби, де факто не можела да го оствари, но ете преку вакви меѓудржавни договори го остварила и тоа функционирало еден подолг временски период. Ваквите економски погодности само неколку години подоцна ќе ја отворат вратата на српската пропаганда во Егејска Македонија, која ги загрозувала грчките државни и национални интереси во поглед на македонското прашање. Во текот на 1923 година, по завршувањето на грчко-турската војна, бил склучен Лозанскиот мировен договор, кој со своите одредби имал тешки последици за Егејска Македонија под грчка власт. Согласно договорот, Грција и Турција се обврзале да направат размена на население на верска основа, со што значително требало да се промени и етничката и демографска слика на Егејска Македонија под грчка власт. Овој договор, Грција, која не признавала постоење македонско прашање ниту од државна, ниту од национална гледна точка, го искористила да исели околу 50.000 муслимани од Егејска Македонија во Турција, а меѓу нив имало и македонци по националност. Од територијата на Турција во Егејска Македонија под грчка власт биле населени околу 600.000 колонисти, маđири, кои биле православни по вероисповед и биле од различна националност. Круна на интензитетот на обидите да се реши македонското прашање секако било издавањето на еден многу значаен документ во 1925 година. Под притисок на тогашното друштво на народите, грчката држава издала еден учебник кој што се нарекувал Абецедар. Абецедарот бил напишан на леринско-битолски дијалект, а за потребите на македонските деца во грчкиот образовен систем. Значи, Грчкото министерство за образование го одобрило издавањето на овој учебник. Тоа
секако представувало едно големо промашување на грчката дипломатија, затоа што таа де факто со тоа признала дека на нејзината државна територија постои македонско национално малцинство. Со самиот факт што учебникот е напишан на битолско-лерински дијалект. Тоа е дијалект кој што се зборува меѓу македонците во егејскиот дел од Македонија. Како акт на бришењето на македонскиот етнички карактер на Егејска Македонија, во 1926 година грчката влада донела одлука за промена на имињата на македонските топоними со грчки називи. Така биле преименувани Воден во Едеса, Лерин во Флорина, Костур во Касторија, Солун во Тесалоники и сите останати македонски имиња на села, реки и планини. Но и покрај законската одредба за бришење на македонските имиња и нивна замена со грчки, во колективната свест на македонците во Егејска Македонија никогаш не биле заборавени вековните македонски имиња кои и понатаму ги употребувале во нивното секојдневие. Во 1928 година се случиле уште неколку атентати на територијата на Македонија под српска власт, за кои што директно стоела ВМРО. Македонското прашање повторно се нашло на политичката агенда на двете држави и на насловните страници на српските и бугарските весници. Бугарскиот дипломатски представник во Белград, Вакарелски, се обидувал да ги смири властите на кралството на СХС од пребрзани реакции. Бугарскиот министер за надворешни работи Атанас Буров се сретнал со српскиот дипломатски представник во Софија Љуба Нешич и го уверувал дека Бугарија го осудувала таквиот терористички чин на ВМРО. За да се надмине влошената ситуација, во разрешувањето на проблемот се вклучиле и некои од големите сили, Франција и Англија, кои стравувале дека со избувнување на војна помеѓу Бугарија и кралството на СХС можат да бидат загрозени нивните интереси во овој дел на Балканот. Во дискусијата се вклучил и министерот за надворешни работи Воислав Маринковиќ, кој истакнал дека ситуацијата во Јужна Србија, односно Македонија, била навистина сложена, но дека за лошата безбедност предизвикана од атентатите на ВМРО не биле виновни властите во Белград, туку оние кои во оружените акции и атентати ги подготвувале однадвор. Во 1929 година двете држави се обиделе да склучат уште еден договор, така наречени пиротски спогодби, кои што покрај регулирањето на меѓуграничната размена и некои имоти во близина на граничниот реон повторно го поставиле македонското прашање како услов за нормализација на односите. Повторно се сугерирало и на двете страни да обрнат внимание на граничниот појас, на обезбедување на тој дел од границата. Во тоа секако предничила српската страна. Таа границата ја претворила во најнепробојна граница во Европа. Биле копани така наречени волчешки јами во кои што биле ставани колци, бодликава жица. Се обезбедувал буквално секој чекор од границата во делот кон Бугарија се со цел да се спречи навлегувањето на комитските чети. Дури владата во Белград сугерирала и за таа цел биле формирани повеќе здруженија на српска националистичка основа, кои што од територијата на Македонија пак формирале контрачети за борба против четите на организацијата. Тоа е еден многу интересен момент. За да се види колкав е интензитетот на обременетоста на односите на двете држави околу македонското прашање, треба да се потенцира фактот дека од вкупно 17.000 српски жандарми, односно жандарми на кралството на СХС, 12.000 биле концентрирани само во источниот дел на Македонија, во делот кон бугарската граница. Тоа сведочи дека тука се водела една вистинска војна. Вие имате на теренот комитски чети на ВМРО, српски контрачети, летечки одреди за борба против четите на ВМРО, регуларна војска, полиција, разузнавачки служби, значи едно многу немирно подрачје кое што секако вриело и во годините кои што доаѓале се до 1934 година.
внатрешните спротивности, политичката нестабилност во државата, целокупната состојба довеле веќе во втората половина на 20-тите години да дојде до голема затегнатост во односите помеѓу српските и хрватските политички партии во самото собрание на Кралството Југославија. Така 1928 година се извршува и атентат во самото собрание, каде што е тешко ранет, а потоа и починал председателот на Хрватската селска странка Стјепан Радич. Тоа била една од причините веќе во јануари 1929 година кралот Александар да прогласи лична диктатура во историографијата познатата шестојануарска диктатура. За да ја промовира новата надворешно политичка ориентација на Југославија, Караѓорđević преку дипломатски контакти се обидувал овие политички начела да им ги предочи и на бугарските власти. Започнале да се остваруваат контакти кои имале за цел конечно да го решат и горливото македонско прашање. За решувањето на македонското прашање се ангажирале и монарсите на двете држави, југословенскиот крал Александар Караѓорđević и бугарскиот цар Борис III. Тие оствариле и неколку средби на кои што се разговарало за решувањето на македонското прашање. Но и на овие средби не биле одминати меѓусебните обвинувања дека едните или другите стоеле зад таквиот развој на настаните. При посетата на југословенскиот крал Александар Караѓорđević во 1934 година на Бугарија биле преземани за тоа време неверојатни безбедносни мерки затоа што дел од македонските организации се заканувале дека ќе извршат атентат врз југословенскиот крал. Значи, таа средба поминала под неверојатни тензии. И бугарскиот цар Борис III го посетил официјален Белград, но од своја страна таму тензиите не биле на едно такво високо ниво. Единствено можеби политичките партии во југословенскиот парламент истакнале дека еве сега доаѓа еден монарх на соседна држава кој што ги поддржува четите на ВМРО и кој што на македонското прашање му дава наводен бугарски карактер. Александар Караѓорđević се спротивставил на обидот на цар Борис да докаже дека тој немал ништо заедничко со македонците. На таквото становиште и гледиште според југословенскиот монарх, можеби можеле да поверуваат големите европски држави, но меѓу нив двајцата како владетели на Југославија и Бугарија не можело да постои измама за историјата на комитите. За да се одбрани од ваквите напади, бугарскиот цар Борис се обидел да го префрли тежиштето и на други сегменти на македонското прашање и меѓу другото побарал да се отворат бугарски цркви и училишта во Македонија под српска власт, со што директно побарал признавање на наводна бугарска националност во Југославија. На ваквото барање, југословенскиот крал дал негативен одговор и уште еднаш му предочил на бугарскиот цар дека уништувањето на ВМРО била главната пречка за подобрувањето на односите помеѓу кралството Југославија и Бугарија. Во декември 1933 година, председателот на бугарската влада Никола Мушанов и бугарскиот цар Борис заминале во Белград на нови разговори со југословенскиот крал Александар Караѓорđević. Пред југословенскиот крал, високата бугарска делегација го поставила прашањето за бугарското малцинство во Македонија под српска власт. На таквите барања, Караѓорđević одговорил дека се безпредметни, бидејќи според него такво прашање на југот од државата не постоело. Потоа доаѓа до атентатот на Александар во 1934 година, да веќе во наредната 1935 година во собранието на Југославија се избере владата на Милан Стојадиновиќ. Во однос на политиката на Милан Стојадиновиќ кон југот на државата, како тогаш се нарекува, односно кон Македонија, па и кон Косово, има одредени специфичности во однос на претходните влади. Милан Стојадиновиќ е свесен дека албанското прашање може да има исклучително, како тие нарекуваат, негативна улога во самото постоење на југословенската држава. Токму затоа тој по примерот например на Лозанскиот договор, на некои други договори кои што Турција, например, 30-тите години ги подпишува со Романија, се труди да подпише договор со Турција за иселување на, како што стои во договорот, на турското население и населението со турска култура од Југославија.
просторот од кој што требало да биде иселено ова население е Вардарскиот дел на Македонија и Косовско-Метохиската област. Со договорот се предвидувало иселување на околу 40.000 семејства од оваа област. Доколку погледнеме од кои области требало да се иселе муслиманското население, во основа покрај турско население, југословенската влада целела да сеисели добар дел од албанското население, кое што било сконцентрирано особено етнички хомогено во мнозинство долж југословенско-албанската граница. Овој договор бил потпишан во 1938 година, но заради скорешната смрт на Мустафа Кемал Ататурк и почетокот на Втората светска војна не дошло до негово реализирање. Имено по склучувањето на примирието после Првата Балканска војна со жестоки мерки, со воена полициска управа, српската администрација, српската политика се залагала за денационализација на населението, за прикажување на македонците како срби и на тие линии останале, обстојувале се до речиси времето на Втората светска војна, односно до формирањето на национално народно-ослободително движење на Македонија во текот на Втората светска војна. Целата енергија на државното раководство било насочена кон создавање на услови за, како тие така во една декларација се наведува на радикалната партија, создавање на услови за ресрбизација на територијата на Македонија. Како се извршувала оваа во наводници кажана ресрбизација? Преку образовниот процес, преку отварање на образовни, високообразовни, културни, просветни институции и така натаму, меѓутоа и преку аграрната реформа, односно колонизацијата. На територијата на Македонија постојат различни податоци, меѓутоа во период помеѓу двете светски војни се населени некаде околу 5000 колонистички семејства. Со одредбите на аграрната реформа, во зависност од големината на семејството, од нивните заслуги во текот на Балканските војни, Првата светска војна, тие добивале помал или поголем земјишен посет. Колонии се направени во поголемиот дел од територијата на Вардарскиот дел на Македонија, особено долж стратешките места, долж по Вардарието, во Штипско, во Струмичко и кон границата со Бугарија. Исто така имало и во Пелагонија, во околината на Скопје, во околината на Куманово, онаму каде што имало слободна земја да се даде на тие колонисти. Државните стратези во Белград во 30-тите години протежирале теза дека македонското прашање немало бугарски карактер и дека по својата генеза било поблиско до Србија и српскиот народ. Според авторите на оваа теза, македонците, кои пред повеќе децении повеќе емигрирале во Србија, имала голем број сличности на србите како народ. Но откако емигрантскиот бран се насочил кон Бугарија, македонците започнале да ги губат сличностите со српскиот народ и да стануваат поблиски по својата култура, јазик и обичај со бугарскиот народ. Интересен е фактот што застапниците на оваа радикална и не толку научно фундирана теза сметале дека македонците не се претопиле во бугарската нација, туку врз основа на мешањето со бугарите создале основа за настанување на еден нов етницитет кој од страна на српската власт бил означен како македонствујушчи. Терминот македонствујушчи воглавно провејува во документацијата која што е продуцирана во кралските канцеларии на Кралството Србија и подосна во југословенските, односно Кралството Србите, Хрватите и Словенците документи, каде што се дава една линија нишка на национална посебност македонска во однос на македонското ослободително дело. Именно кога во документите македонците и припадниците на македонската револуционерна организација главно ги именувале како бугараши или како застапници на идеите на големо државна бугарска политика, е интересен тој термин македонствујушите, односно тоа се пак во една блага форма е признавање на
посебноста на македонската борба во однос на другите центри национални на Балканот. Имено тоа се луѓе кои што и со оружје во рака и во планирање, во политика, во стратегија чезнаат за Македонија, за македонското дело и како такво, без оглед на која страна се наоѓаат, на која, да речеме, објективно се сврстуваат во која политика на Балканот, се на некој начин ограничуваат како посебни дејци за Македонија и за македонското ослободително дело. Спротивно на ваквите српски тези, аналитичарите на македонското прашање во Бугарија постојано потенцирале во сите стратегии дека македонците не се посебна националност, дека тој термин означувал географско потекло и дека македонскиот народ имал бугарски етнички корени, односно бил дел од бугарскиот народ. Владеачките бугарски политички кругови во тие доцни 30-ти години стравувале од една друга тенденција која не одговарала на бугарските државни и национални интереси по македонското прашање. Задкулисните дипломатски игри во Бугарија подготвувале планови и терен како кај македонците да се искорени идејата за создавање на независна македонска држава. Оваа бугарска теорија сметала дека лозунгот за независна Македонија, кој станувал се попопуларен меѓу македонците во Бугарија, бил искористен за моментални политички цели, како попрактичен за спроведување на општобугарската политика по македонското прашање. Затоа, од каде доаѓале корените на оваа идеја, бугарските стратези по македонското прашање оделе назад во историјата и тврделе дека пресвртницата се случила по Првата светска војна, кога поради општествено-политичките услови македонските револуционери најпрвин ја прифатиле идејата за автономна Македонија, а потоа независноста на етногеографска Македонија. Ваквиот развој на настаните создавал страв кај дел од бугарските политички фактори поради фанатичното проповедање на идејата за независна Македонија, што фактички значело сепаратизам и целосно одделување на македонското прашање од плановите на Бугарија. Во периодот меѓу двете светски војни, речиси сите меѓудржавни договори, сојузи и пактови кои ги исклучувале помеѓу себе, го содржале решавањето на македонското прашање, но од државни и национални позиции кои владите во Белград, Софија и Атина ги граделе со децении и кои оделе во правец на целосно негирање на посебноста на Македонија и од национален и од државен аспект. И ми рече дека ќе ми кажеш кој бил дедо ми. Ми вети. Ти застанала некогаш коска од риба во грлото? Не. Кога ќе ти застане коска од риба во грло, сакаш нешто да кажеш, се обидуваш, ама не оди. И тогаш веќе не пазиш ни што зборуваш, ни кому му зборуваш, ни како му зборуваш, ни каде. Туку само пцуеш. Македонците биле коска во грлото и на Србија, и на Бугарија, и на Грција. Дедо ми. Дедо ти. Дедо ти не бил човек со име, презиме, фамилија, жена, деца, внуци, со свое собствено мислење, со чувства. Дедо ти бил само коска во грлото, што требало да се откорне и да се исплука. Прошетај низ музеов и одбери си кој сакаш да ти биде дедо.
Зашто сите овие загинале за иста работа како и дедо ти. Не е важно кој, туку што. Делото е важно. А делото е едно.